милиони наоди археолошки, милиони артефакти и стотици градби се уништени за секогаш. Тоа се неверојатни податоци што можевме да ги имаме, меѓутоа за жал сето тоа отиде во бестрага. За жал, локалитетот беше значително уништен со искупувањето на Јаглен и тоа источната периферија е целосно уништена, што е апсолутно разочарувачки. Штетени се исто така и северната периферија на локалитетот и се уште локалитетот е во опасност, бидејќи големите дупки што се направени за Јаглен се длабоки до десетина метри. Она што е неопходно е да се заштити понатаму локалитетот од еродирање и секако да се истражува оној најризичен простор кој може да се уништи. Така да тоа се оние работи кои сметам дека се неопходни да се направат. Дали таа заштита од еродирање ќе се направи со враќање на земјата, дали ќе се направи со некаков посебен систем на поставување некакви потпорни ѕидови кои ќе ја држат земјата, дали ќе се истражи целосно просторот кој е ризично да биде уништен понатаму, тоа оставам да се реши меѓу повеќе институции, соработници и секако да се најде најдоброто можно решение. Новите сознанија дадоа навистина некои новини во рамки на она што го знаеме за локалитетот Влахо, а тоа е дека всушност има архитектура која не е вообичаена за почетокот на неолитот во Македонија и тоа може пријатно ни изненади, бидејќи ги видовме и директните врски меѓу нашите локалитети и оние во Блискиот Исток, кои се сметаат и за изворни во однос на почетокот на неолитот. Така да тоа беше едно извонредно сознание да видиме нови видови на архитектура. Повторно ја видов истата реакција која имав и претходно кога го презентирав локалитетот на разни други конференции и предавања, каде што голем број професори и колеги реагираа со восхит за овакво нешто што се открива во светот на археологијата, бидејќи Влахо навистина представува една уникатна појава со сите оние десетина ровови што ги има, потоа неговата рана датација која е апсолутно неочекувана и ја пополнува онаја траса на неолитизација од Турција преку Грција, Македонија и потоа кон Централна Европа.